Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, зборуваме за извештајот кој го дава Републичкиот судски совет за 2021 година. Моите колеги претходно навистина дадоа еден детална анализа на овој извештај и јас не би се задржувала во тој сличен правец кој тие го имаа претходно. Јас овде само можам на нашата гостинка да ја препорачам дека нема одење. Овде може и 10 часа да работите и пауза да не ви дадат ни 5 минути. А тоа најчесто го прават вашите другари од партијата од која доаѓате СДСМ. Знаете, гледајќи ја ситуацијава денес како се развива и навистина се прашувам, школа во партијата за ароганција и непочитување најверојатно имате и посетувате такви часови. Бидејќи кога може првиот да покажува непочитување, да покажува ароганција овде, зошто да не го прават и останатите? Првиот мислев на премиерот и на председателот на СДСМ. Самата навреда која ја направивте овде, со изјавата и со вашиот коментар, дали читаме инфо на веб страната, дали ние како пратеници читаме, па ние како пратеници да не читавме, немаше вие да бидете толку нервозни и напнати и глава да ве боли. Гледам дека се држите за главата. Ајде сега, каква е разликата и да зборуваме за тоа, колку ние не читаме. Бидејќи и извештајот за 2022 година е на веб страната на Републичкиот судски совет. Има разлика. Знаете каде? Во некои од бројките. Текстот буквално е ист. Буквално е ист. Мене ме чуди како може да се подпишувате и вие, и вашата предходничка, на исти буквално текстови, а во препораките давате дека ќе има поголема транспарентност, давате ветување дека ќе се залагате за одредени промени, а извештаите се буквално исти. Дел од бројките само се менуваат. Да, во 2022 година сте имале 61 пензионирање и нема многу да се задржувам, бидејќи 21 ни е тема на разговор. Ако во 21 година имало само 8 пензионирања, по собствено барање 8 судии напуштиле, каде е утврден престанок заради нестручно и несоодветно работење на 6 дополнителни судии и така натаму и така натаму. Сега, колеги, пак ќе кажам, нема да се задржам на она што моите колеги претходно го зборуваа, но ќе ве замолам, вие кои го имате извештајот, да отворите на страна 9, да видите зашто зборуваме, што анализираме овде. На страна 9, во предпоследниот пасус, има анализа за тоа како судовите работеле по колку предмети, значи во 2021 година. Започнале со нерешени одредена бројка, примале во работа нови одредена бројка, да не ви ги кажувам големи се бројките, го имате сите извештајот, извештајот е јавно достапен, но кога ќе направите една проста математика, замислете, фалат 360 предмети. Како е возможно да има примиле нови предмети и нерешени предмети и да има разлика од 360 предмети? Прашањето е, колеги, каде се 360 предмети кои фалат во извештајот статистика кога зборуваме? Каде се тие 360 предмети што фалат? Или прашањето може да биде вака поставено. Кои се тие 360 предмети што фалат? Дали фалат предметите поврзани со предизборни нерегуларности во 2021 година, за кои бевме свесни и пријавувавме, но слух и решение нема? Дали може би фалат предметите поврзани со дипломатските скандали кои се случувале во 2021 година? Дали може би фалат предметите кои се поврзани со
пасошката афера мафија, каде на криминалци се делеа пасоши. 360 предмети фалат, а не се наведени во овој извештај. И ние овде зборуваме за транспарентност. Дали може би во тие 360 предмети се дел од предметите кои се поврзани со аферата Броило, каде Ковачевски со неговиот кум вртат бизниси од повеќе од 26 милиони евра? Дали може би тие предмети се поврзани? Дали може би е поврзани предметот со Фатмир Етеми кога купува ефтино земјиште во центарот на градот за смешни 7 евра од метар квадратен? И предметите поврзани со тоа фалат. И затоа имаме доверба во судството од само 8%, или според други анализи од само 3%, или ако го прашате граѓанинот што прв ќе го сретнете надвор кога ќе излезите, дали верува во судството? Одговорот сите вие го знаете, дека нема никаква доверба. Дали во извештајот за 2023 година кој се работи, бидејќи сега предметите што се работат, е прашањето кој си го поставувам после овој лош извештај, кој го имаме пред нас. И сите овие прашања кои се јавуваат, прашањето е, дали во извештајот за 2023 година, кога ќе го правите, во препораките ќе стои дека ќе се залагате за уредување на терминот искусен правник? Може би за тоа ќе се залагате, бидејќи терминот искусен правник не постои во вокабуларот кој го имате и во стилот на работење кој го имате, бидејќи функцијата која ја добивте на лотарија. Дали може би во извештајот од 2023 година ќе има анализа зошто Уставниот суд немаше повеќе кандидати, туку се ставил еден кандидат за гласање? Или може би ќе се зборува во извештајот за 2023 година за вашата злоупотреба на службена положба и за вашето размислување како е тоа и колку е тоа казниво по закон? И дали е воопшто казниво по закон, бидејќи законите во Македонија важат за едни, а не важат за други. Законите во Македонија важат само за народот, а за елитата, која седи во власта и која власта ја поддржува, законите не важат. Премногу се поразителни сите овие статистики и бројки кои ги имаме. Да не зборувам за 99,5% потрошени средства од буџетот. Како знаете да ги трошите средствата, а не знаете еден извештај, каде проста математика треба да направите, да го направите точен да биде, а не да фалат 360 предмети. Ама парите знаете да ги трошите. Почитувани, вакви извештаи се често предмет на анализа овде. Ние, навистина, сме доведени во крајно лоша ситуација да анализираме вакви неточни извештаи. И час поскоро е потребно вашата морал, вашата свест да проработи. Дадете си оставка. За вакво нешто треба оставка да се даде, а не да седите овде и да имате храброст да бидете арогантни спрема пратениците. Вие сте дојдени овде кај нас и ароганцијата не ви е потребна. Ви благодарам. Има збор Александар Велјановски.